воек на лето да немаш вода. Таква е состојбата во Штип. Штипјани и натаму се сеќаваат на црните денови, кога со цистерна се носеше вода. 80% од градот и цела индустријска зона немаат вода поради дефект на главната водоводна линија. Голем дел од Штип и денес е без вода. Нов дефект на главната линија ги пресуши чешмите. Цистерни со вода за пиење од поплавне во се низ штипските населби, на населението се дели и флаширана вода, откако синоќа повторно на главната водоводна линија се случи дефект. Ова се честите вести кои доаѓаат од Штип, особено во летниот период. Горлив проблем кој се провлекува повеќе од 15 години. Сите политички партии и локални политичари кога се во опозиција се многу гласни за овој проблем. До денешен ден локалната самоуправа нема слух за обезбедување на чиста вода за пиење и жителите се оставени самостојно да наоѓаат импровизирани и опасни решенија. Зарем сериозна локална власт може да си дозволи град од 50.000 жители да го снабдува само со 2 цистерни за вода, на одредени селектирани пунктови по само половина час. Денес, кога градоначалникот Иван Јорданов е на позиција, вели дека проблемот всушност е навистина сложен. Можеби како опозиција субјективно сум ги гледал работите без да навлезам во суштината и во проблематиката со која што се соочува Штип како град, затоа што ова е суштински проблем кој што ќе рефлектира финансиски средства, финансиски издатоци за целосно решавање. Цел Штип е сведок на тоа дека прекиндица премногу често појава во водоснабдувањето на нашиот град, а зашто тоа е така, сигурно најдобриот одговор може да го дадат во јавното предпријатие ИСР. Како советник и јас и повеќе советници од нашата советничка група го поставија тоа прашање и директорот имаше еден одговор дека мислам во период од 3 месеци порано имало некаде околу 130-140 прекини, а сега има преку 350 прекини на водата. Не знам, тоа може да биде и од објективни, може и од субјективни причини. Според локалните власти, проблемот со водоснабдувањето е дотрајаната водоводна мрежа. Некои делови од градот имаат водоводна мрежа која датира од пред 50 години. Нашата мрежа, ево изводив податок е 11,5 км или 8% од мрежата е подцинкована. Подцинковани цевки. 42,5 км или 34% од мрежата се азбестно-цементни цевки кои што веќе не се ни произведуваат, тие се од некое минато време. Полиетиленски цевки имаме 39% и ПВЦ 19%. Значи линијата е толку стара што некои примарни и секундарни мрежи се и над 50 години стари. Дефектите не настануваат затоа што имаме нестручен кадар, туку дефектите настануваат затоа што имаме застарена водоводна мрежа. Штип е најголемиот потрошувач на вода во Источна Македонија. Оваа филтер станица зад мене чинеше околу 6 милиони евра. Хидросистемот Злетовица околу 100 милиони евра. Овие огромни инвестиции требаше да го решат проблемот со водоснабдувањето на неколку општини во Источна Македонија. Меѓутоа проблемите се уште ги има. За нивно решавање се бараат нови инвестиции. Станува збор за средства во висина од 3,5 милиони евра од овие практично 3 проекти од самопридонесот, од ТАФТ и од Министерство за животна средина, кои што се сосема доволни да Штип во наредните 3-4 години ја промени водоводната мрежа и во најголем дел го реши проблемот со водоснабдувањето. Проблемите со вода доправа доаѓаат. Политичарите ветуваат решавање, но во исто време сите предпријатија во државата работат со огромни финансиски проблеми. Овие проблеми можат дополнително да направат рестрикции на вода во многу градови низ Македонија или значително покачување на цената на водата. После струјата и енергенсите можеме да очекуваме нагорни корекции на цената на водата во државата. Штип не е изолиран од другите општини, односно јавното предпријатие ИСР од Штип не е изолирано од оваа енергетска финансиска криза, директно не погодува, не засега и директно ни го осложнува процесот на промена на водоводната мрежа. Доколку ние би имале средства кои што не би ги префрлале на Министерство за финансии за враќање на стар долг и доколку не се зголемени трошоците по основ на
нафта, на енергенси, на електрична енергија, истите тие средства во висина од 5-6 милиони денари на месечно ниво би ги инвестирале во промена на водоводната мрежа. Во координација со останатите директори, често имаме средби на Сдруженијето Атком, кој што е еден чадор организација на сите јавни предпријатија. Буквално 99% од јавните предпријатија се засегнати со финансиска ситуација, со покачувањето на енергенсите и материјалите за работа. Повеќето од нив веќе поднесува и до регулатор на барање за да се направи ревизија на цената на водата, бидејќи едноставно кубурат сите од месец за месец и се доведува во прашање нивното секојдневно действување, односно сервисирањето на обврските. Ставањето на проблемите под тепих доведе до тоа повеќе да не може да се игнорираат. Празните славини создаваат револт и бараат итни решенија. Сметам дека има човечки фактор, доколку се намали потрошувачката на вода, нормално дека ќе се намалат и дефектите. Ние имаме опција да ја намалиме количината на вода која што излегува од филтер станицата, но по високите зони во градот да немаат доволно количина на вода или пак да имаат слаб притисок. Или втората опција е да сите делови од градот имаат вода, да имаат доволен притисок, но зголемената количина на вода создава дефекти кај застарената водоводна мрежа. И дефинитивно, доколку сакаме суштински темелно да го решаваме проблемот, е замена на застарената водоводна мрежа, а не и рестрикции. Штип живее со овој проблем подолго време, можеби и со децени. Знаете, веројатно сте го слушнали и вие како новинари, главното прашање и главниот одговор на тоа прашање зошто на Штип му се случува во најприсудните моменти, во летните денови да снемува толку често и толку многу вода и секојаш одговорот бил во неговата застарена водоводна мрежа. Во меѓувреме секоја власт која ќе дојде да го води овој наш убав град, ќе се пофри со тоа дека реконструирала, обновила 5 км, 3 км, 2 км водоводна мрежа, но проблемот останува нерешлив. Кога ќе се луѓето соочат со празните славини, ќе видат дека тоа баш и не е така како што се говори. Дел од граѓаните во Македонија пијат вода од азбестно-цементни цевки, кои се со дискутабилен квалитет по здравјето на луѓето. Често се бара и често се ветува промена на овие стари и дотраени системи, но досега проблемот остана на ветување.